Масло за јадење ќе има, ама од утре ќе чини од 135 до 150 денари за шише, предвидуваат производителите. Оваа цена е поради тоа што немаат доволно сировина за производство, а принудени се да набавуваат поскапо од останати пазари, откако Србија не дозволи извоз на нерафинирано масло за јадење. Во следниот период не се очекува стабилизација на цените не само на маслото, туку и за храната. Маслото за јадење би се движело некаде од 2,20 до 2,5 евра. Мислам дека таа цена ќе се задржи и со новата реколта која ќе дојде, односно и кога ќе откупуваме сончоглед. Во блиска иднина нема да се тргне, да речем, затоа што маслото за јадење нема да биде како некогаш две води да бидат поскапи од литро масло и храната мислам дека ќе биде скапа и затоа е крајно време да почнеме да произведуваме храна за сопствените потреби. Надлежните пак продолжуваат со уверување дека состојбата е стабилна и дека нема потреба од паника, а веќе од утре ќе имало масло за јадење на рафтовите во маркетите. За едината тука, значи само последните податоци што ги имаме од Царинската управа, со последните одлуки на владата кои се донесени по предлог на земјоделие и економија, имаме значи увезено и сурово масло и рафинирано масло, посебно од Србија, преку денешниот ден од околу 800 тони. Јас сум убеден дека од утре, најкасно за утре, веќе сите супермаркети рафтовите ќе ги имат значи полни со масло за јадење. Инаку вчера во земјава од договорените 2 милиони литри рафинирано масло за јадење од Србија пристигна околу 48.000 литри, а денес се очекуваат уште толку.